Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Сериозна зараза од епидемија на непотизам влада и во Прилеп, град кој е под целосна контрола од кадрите на СДСМ. Во Прилеп нема функционер на СДСМ кој што не си ја вработил целата фамилија, почнувајќи од градоначалникот за кој имаше постапки во Државната комисија за спречување корупција, па се до најнискиот партиски активист кој што работи во општината или на било кое друго место во државната администрација. Денеска ќе запознаеме јавноста со неколку случаеви на непотизам на локално ниво, односно во општина Прилеп. Прв случај ќе го посочиме директорот на основното училиште Гоце Делчев, Веле Георгиевски, кој си го вработил својот син Славчо Георгиевски во јавното претпријатие за стопанисување со јавен стамбен и деловен простор. Ни помалку ни повеќе, на место каде што платата е далеку повисока од просечната плата. Втор случај, советникот на СДСМ во општина Прилеп, Шеверковски, си ја вработил својата ќерка Весна Шеверковска во општината каде што тој самиот е советник, а другата ќерка, Цвете Божиновска, си ја вработил во подрачно училиште во село Обршани. Онаму каде што тој самиот е советник од СДСМ, ја вработува ќерка си, па еве, нека ги убеди граѓаните дека немал никакво влијание за овие две вработувања. Трет случај. Досегашниот командир на полициската станица Прилеп, партискиот полицаец на СДСМ, Кире Спирковски, сестрата на сопругата Викторија Јовческа, ја вработил поново во општина Прилеп. Најверојатно како награда за работата која што ја вршил до сега за СДСМ како командир на полициската станица. Почитувани четврт случај на непотизам во Прилеп. Круме Симоновски, инаку комерцијален директор на тутунски комбинат во Прилеп, близок до функционерите од СДСМ, си ги вработил и сопругата и нејзината сестра во тутунскиот комбинат каде што самиот е комерцијален директор. Еви тука нека ги убедат граѓаните дека немале никакво влијание во ова вработување. Прилеп е општина која е заробена од неколку фамилии од Социјалдемократскиот сојуз. Затоа апелираме до Државната комисија за спречување корупција да ги земе многу сериозно сите овие информации, јавно истакнати за непотизам, за епидемија од непотизам во општина Прилеп, исто како што минатите неколку денови објавувавме за општина Штип, да поведе постапки и соодветно да ги санкционира. Да ги санкционира сите оние каде што ќе се утврди дека имало влијание во вработување на роднините од своите семејства. Почитувани, одговорност ќе има и одговорност мора да има. Република Македонија конечно мора да тргне напред и тоа ќе се случи веднаш по 12 април, откако ВМРО-ДПМ ќе победи на изборите и конечно ќе почне обнова на Македонија. Благодарам.